Мицкоски, реконструкцијата на патот Кичево-Охрид ќе заврши за 3 години. EasyJet воведува директни летови Скопје, Париз. Орбан, ЕУ да ја убеди Украина да го обнови транзитот на руски газ. САД официјално ја напуштаат Светската здравствена организација во 2026 година. Финците се најзадоволни од животот во Европската унија. Израел ќе ја представи песната сонувач на Евровизија 2025. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека реконструкцијата на автопатот Кичево-Охрид ќе биде завршена за 3 години. Тој изјави дека со новата власт, проектот ќе добие приоритетен статус за да се надомести долгогодишното доцнење. Според Мицкоски, досегашната власт не успеала да го реализира проектот, оставајќи го автопатот во недовршена состојба. Тој вети дека со нов пристап и стручни тимови, работите ќе се одвиваат значително побрзо и поефикасно. Градежните активности ќе бидат интензивирани, а финансирањето ќе биде осигурано преку оптимизација на трошоците и ангажман на квалитетни изведувачи. Целта, според него, е да се создаде безбеден и модерен пат што ќе го олесни сообраќајот во овој дел од земјата. Реконструкцијата на автопатот Кичево-Охрид трае со години, а граѓаните постојано изразуваат незадоволство поради доцнењето. Останува да се види дали ветувањата за забрзана изградба ќе бидат реализирани во предвидениот рок. Авиокомпанијата EasyJet отвора нова директна линија меѓу Скопје и Париз, која ќе сообраќа до аеродромот Орли. Првиот лет е закажан за 2 април, а билетите се веќе достапни по конкурентни цени. ТАВ аеродроми соопшти дека оваа рута ќе ја подобри поврзаноста на Македонија со Франција и ќе придонесе за зголемување на бројот на туристи и бизнис патници. Новата авиолинија ќе функционира неколку пати неделно, овозможувајќи флексибилни патувања. EasyJet е познат по нискобуџетните летови, што значи дека патниците ќе имаат можност да патуваат по поволни цени. Аеродромот Орли, како втор по големина во Париз, нуди лесен пристап до центарот на градот и поврзување со други европски дестинации. ТАВ најавува дека ќе продолжи да работи на проширување на мрежата на летови од Скопје, со цел да привлече повеќе авиокомпании и да обезбеди подобри можности за македонските патници. Унгарскиот премиер Виктор Орбан побара од Европската унија да ја убеди Украина да го обнови транзитот на рускиот газ кон Европа. Тој истакна дека прекинот на снабдувањето може да предизвика сериозни енергетски проблеми за неколку европски земји. Според Орбан, Украина треба да ја продолжи соработката во снабдувањето со газ, бидејќи тоа е во интерес на цела Европа. Тој нагласи дека Унгарија е особено зависна од руските енергетски ресурси и дека секое нарушување може да има негативни последици. Украинските власти претходно најавија дека нема да го обноват договорот за транзит на рускиот газ по неговото истекување во 2024 година. Оваа одлука е дел од стратегијата за намалување на енергетската зависност од Русија во контекст на тековниот конфликт. Европската унија досега не донела официјален став по барањето на Орбан, но некои земји членки ја поддржуваат диверзификацијата на енергетските извори. Аналитичарите предупредуваат дека потенцијалниот прекин на транзитот може дополнително да ги зголеми цените на гасот во Европа. Обединетите нации потврдија дека САД официјално ќе ја напуштат Светската здравствена организација во 2026 година. Оваа одлука е дел од политиката на администрацијата во Вашингтон за реформирање на меѓународните институции. Процесот на истапување веќе е формално започнат, а американските власти тврдат дека Светската здравствена организација не ги оправдала очекувањата во справувањето со глобалните здравствени кризи. Според Белата куќа, неопходни се промени во начинот на кој функционира организацијата. САД веќе еднаш најавија повлекување од Светската здравствена организација за време на администрацијата на Доналд Трамп, но подоцна Џо Бајден го врати членството. Новото напуштање може да има значајни финансиски последици за Светската здравствена организација, бидејќи Америка е еден од најголемите донатори. Реакциите на меѓународната заедница се поделени. Некои земји повикаа на реформи во Светската здравствена организација, додека други ја осудија одлуката како чекор што би можел да ја ослаби глобалната здравствена соработка. Вистина е дека финците важат за најзадоволни жители во Европската унија, според најновите истражувања за квалитетот на живот. Според податоците, Финска доминира со висок процент на луѓе кои се чувствуваат исполнето и среќно, благодарение на стабилната економија, добро организираниот јавен сервис и високиот степен на доверба во институциите.
Истражувањето покажува дека зад Финска, високо рангирани се и земјите како Данска, Холандија и Шведска, каде животниот стандард, социјалната заштита и еколошката свест играат значајна улога во задоволството на населението. Во овие земји, граѓаните уживаат во балансиран однос меѓу работата и приватниот живот, како и пристап до квалитетно образование и здравство. На спротивната страна од скалата, најнезадоволни жители има во Бугарија и Грција. Главните причини за ова се економските предизвици, високата невработеност и ниското ниво на доверба во политичките институции. Луѓето од овие земји исто така често се жалат на недоволната инфраструктура и ограничените можности за напредок. Вистина е дека овие резултати ја нагласуваат важноста на економската и социјалната стабилност за среќата на граѓаните. Вистина е дека разликите во задоволството меѓу државите во Европската унија се потсетник за предизвиците што унијата треба да ги адресира за да постигне повисок квалитет на живот за сите нејзини жители. Вистина е дека Финска е позната по својата посветеност на одржлив развој и рамноправност, што придонесува за позитивното искуство на нејзините граѓани. Високиот степен на доверба меѓу луѓето, низок криминал и пристапот до природа играат клучна улога во нивното чувство на среќа. Дополнително, финскиот систем на образование, кој е еден од најдобрите во светот, создава генерации кои се задоволни од својот личен и професионален развој. Вистина е дека разликите во задоволството на граѓаните во рамки на ЕУ укажуваат на потребата од порамномерна распределба на ресурси и можности. Вистина е дека Европската унија се обидува преку различни политики и фондови да ги намали овие разлики, но за земјите како Бугарија и Грција потребни се дополнителни реформи и инвестиции. Покрај тоа, подобрувањето на транспарентноста и зголемувањето на довербата во институциите може да бидат клучни чекори за зголемување на животното задоволство. И Израел објави дека ќе ја представи песната Dreamer на овогодинешната Евровизија, која ќе се одржи во Шведска. Песната е емотивна балада со моќна порака и е изведена од талентираната пејачка Ноа Керел, која веќе стекна голема популарност на домашната сцена. Dreamer ги истражува темите на надеж, упорност и соништа, а нејзината комбинација од современи звуци и традиционални музички елементи ветува силен впечаток на сцената. Израелската делегација изјави дека вложиле многу труд во продукцијата и сценскиот настап. Фановите на Евровизија ја опишуваат песната како потенцијален хит, а многумина очекуваат Израел повторно да се пласира високо на табелата, како и во претходните години. Евровизија 2025 ќе се одржи во Малме, каде се очекува спектакуларен надпревар со учество на 37 земји. Израел се надева дека Dreamer ќе ги освои срцата на европската публика и ќе им донесе уште една победа. Мицкоски, реконструкцијата на патот Кичево Охрид ќе заврши за 3 години. EasyJet воведува директни летови Скопје, Париз. Орбан, ЕУ да ја убеди Украина да го обнови транзитот на руски газ. САД официјално ја напуштаат Светската здравствена организација во 2026 година. Финците се најзадоволни од животот во Европската унија. Израел ќе ја представи песната сонувач на Евровизија 2025.